Почитувани сограѓани, почитувани медиуми. Во 1991 година македонскиот народ на референдум се изјасни за самостојна, независна и суверена Република Македонија. Преку тогашниот референдум македонецот продолжи да чекори по патот кој го трасираа великаните во минатото, почнувајќи од периодот пред Илинденското восстание, после Илинденското восстание, па се до Асном и поставувањето на тогашните темели на македонската држава. Се наоѓаме на неколку дена пред референдум на кој актуелната власт во државава поставува прашање кој истовремено е сложено и манипулативно, спротивно на закон со кој граѓаните на Република Македонија свесно се носат во заблуда, подло се носат во ситуација да се самоукинат. Влезот во НАТО и Европската Унија е нешто кое сите го посакуваме. Но факт е дека прифаќањето на договорот со Грција нема да не внесе ниту во НАТО, ниту во Европската Унија. Впрочем, застапување во некаков сојуз потребен е и задолжителен референдум. Токму заради фактот што овој референдум е само за смена на име и идентитет, референдумот е консултативен. Патот до Европската Унија и НАТО е подолг и е поплочен со многу реформи, подобрување на стандардот на граѓаните, нови фабрики, нови инвестиции во образованието, здравството, реформи во правото, здрава економија, нешта за кои моменталната влада досега се покажа како неспособна. На предстојниот референдум, заткривајќи се зад превезот на НАТО и Европска Унија, Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев го носат македонскиот народ во ситуација сам себе да се избрише. Прашањето кој е пред нас е недостоинствено. Името на државата Република Македонија и нашиот идентитет немаат цена и не се на продажба. Договорот е крајно капитулантски. Со истиот имаме смена на институционалниот идентитет. Армијата на Република Македонија ќе стане армија на Република Северна Македонија. Македонска радиотелевизија ќе стане телевизија на Северна Република Македонија. И така натаму. Договорот не е добрососедски, затоа што Грција и понатаму го задржува правото да става вето, иако со договорот ние отстапуваме од се. Со договорот не сме повеќе македонци, туку стануваме граѓани на некоја нова творевина, Северна Македонија, кои ќе мораат да ги променат сите официјални документи на собствен трошок. Јазикот кој Заев и Димитров го потенцираат како единствена придобивка, гледајќи го во очи народот, го лажат. Јазикот е препознат како автентичен и признат уште во 1977 година во Обединетите нации. Со договорот Македонија се откажува од македонското малцинство во Грција. Децата бегалци од Егејска Македонија, а и сите граѓани на нашата држава со овој референдум ќе го избришат нивното потекло и нивните предци. Тие веќе нема да се дел од овој народ. Со договорот на Заев се брише целата наша историја, традиција и култура. Стануваме странци во својата држава. И за крај, сметам дека прифаќањето на овој капитулантски договор преку референдум не е ништо друго освен скапо платен обид за да се префрли одговорноста и вината од штетните преговори и политики на Заев и неговата влада врз грбот на народот. Македонци, браќа и сестри, не подлегнувајте под притисоците и заканите. Не подлегнувајте пред лажните ветувања, завработувања или некаков ситен личен бенефит. Затоа што овој референдум е само за обезличување и виткање на кичмата на македонецот. Се обраќам и на сите вработени во државните и локалните институции во Прилеп. Не подлегнувајте под заканите на луѓето кои за фотелја си ја продаваат државата. Никој не може ништо да ви направи. Својот неуспех го прикриваат со сеење на страв. Државата, да знаете, е пред се. Држете ја гордо и високо главата, постапете мудро и достоинствено и верувајте дека Македонија ќе победи, како што лично верувам јас. Јас сум македонец, граѓанин на Република Македонија, со македонско државјанство, кој говори македонски јазик и сигурен сум од сите заедно ќе се избориме ова така и да остане. Ви благодарам.